Сервисот HBO Go е прилично интуитивен и едноставен, така да многу брзо и лесно ќе почнете да го користите. Во горниот дел од апликацијата се наоѓа мени кој всушност представува предефиниран филтер според кој можете да пребарувате содржини по категории. На крајната десна страна прикажано е менито за конфигурација на апликацијата преку името на вашиот кориснички профил. Доколку притиснете на името од вашиот профил, ќе излезат две опции, и тоа поставки и одјава. Доколку притиснете на поставки, системот ќе ве префрли во делот за конфигурација на сервисот. Првото мени е управување со профили, каде можете доколку сакате да ја промените вашата имейл адреса, да ја промените лозинката или пак да се одјавите од сервисот. Во менито за поставки за јазик, од паѓачкото мени можете да изберете на кој јазик да биде менито на сервисот, како и јазикот на кој ќе се активира титлот при гледање на избраното видео. Во менито за уреди, од десната страна ќе се појават уредите на кои сте се најавиле. Доколку сакате, можете да деактивирате некој од уредите со притискање на корпата за ѓубре. Системот ќе ве извести дека истиот уред нема да можете повторно да го активирате 24 часа од моментот на деактивација. Над регистрираните уреди се наоѓа TV PIN кодот кој ќе ви послужи за активирање на апликација за сервисот HBO Go на вашиот смарт телевизор. Копчето "Активирајте нов уред" служи за активирање на сервисот на играчка конзола, Apple TV или сличен уред. Пратете ги упатствата на сервисот како би можеле лесно да активирате дополнителен уред. Во делот за родителски надзор можете да го ограничите гледањето содржини кои не се примерни за лица помлади од поставената старосна граница, без претходно да внесете PIN код. Доколку сакате, можете да пребарувате содржини по категории, селектирајќи еден од предефинираните филтри од горното мени, како серии, филмови или kids содржини прилагодени за деца. На првата страна, доколку скролате надолу, представени се најгледаните содржини, хит сериите, потоа анимираните филмови и слично. Доколку се позиционирате на некоја содржина, ќе се појави прозорец со кратка содржина на видеото, како и оценка од сервисот IMDb. Притиснете и системот ќе ве однесе на страницата од видеото. Овде се представени главните детали од видеото, додека во долниот дел се прикажани слични содржини кои можеби би ве интересирале да ги погледнете. Доколку сакате веднаш да го гледате видеото, притиснете "Гледај", со што видеото ќе започне. Од долниот дел поставени се контроли за видеото. Доколку ја притиснете крајната десна икона, видеото ќе се отвори на целиот екран. Преку иконата Запчаник можете да ја менувате големината на титлот, додека преку следната икона ќе можете да го менувате аудио јазикот и титлот. Со иконата Звучник ќе можете да ја намалувате и зголемувате гласноста на видеото. Останатиот дел представува временска лента и доколку се движите по неа ќе можете да го гледате видеото од било која временска позиција. Како скратеници за контрола на видеото, можете да ги користите копчињата со стрелки од тастатурата. Копчињата за налево и надесно ве носат 15 секунди нанапред или наназад низ видеото. Додека со копчињата за надолу и нагоре ја намалувате или зголемувате гласноста. Ви благодариме на вниманието.